Снежна бура го парализираше Њујорк. Се им е таму блокирано и ништо не функционира. Значи, повторно покажуваме дека сме пред американците. Повторно, да. Кај нас како е? Ем нема снежна бура, ем се е блокирано, ем пак функционираме. Ги знаете оние наслови по порталите што се скандалозно, шокантно, видео кој ќе ве расплаче, сподели за среќа. Наслови кои едноставно ве тераат да кликнете на статијата за на крај да дознаете дека сето тоа била тешка глупост и онака да пцуете до крај на денот. Значи тоа се наслови како ќе ви се запали косата и забите ќе ви паднат кога ќе го видите ова. Сатурн ќе земе и ќе се удри во Јупитер кога ќе видите што и рече Џејна Брена. Хитлер ќе се врати од мртвите и пак ќе освои Полска кога ќе видите што носи Карлеуша на пазар, битна работа. Што има друго? Има ушите ќе ви оживеат и ќе почнат војна со носот кога ќе дознаете што нарачала Цеца во кафана. Ама сето ова е за балканските звезди, да. Значи тоа е само за таму. За овие нашиве некако насловните некако се така мали, насловите се кратки. Например имаш наслов Ноне на брод. Ноне во врска со црнец. Ноне се уште на брод. Ноне со црнец на коњ. Ноне живее на брод. Значи будно ја следам Ноне, нека не ве чуди. Бог ќе купи скапа бунда. Абе, толку многу имаме информации непотребни што ми се чини еден ден ќе станеме од спиење и ќе речам на телевизија, дечки, ова со наслови, со текстови на портали, скриена камера беше, се зеза. Добро, од време на време знае да се појави насловот Маленко повторно заплива во брачните води. Што сакате бе луѓе, човекот е пливач. Што да прави? Маленко дома има доволен број на изводи од матична книга на венчани што може тетрадка да направи. Маленко, значи дома не се грее на дрва, на изводите се грее. Кога влага Маленко во матично, матичарот му вика, кај си бе 2 недели не си дошол. Абе, Александар Маленко е единствениот човек што има склучено договор во матично. На секој трет брак, сликање гратис. Како се кажува Маленко термин, знаете? Мутитка на матичарот. Аце, дојди во 3. Аце. Ама, видете, тоа ти е судбина луѓе. Значи, кога Господ делел бракови, Маленко и отишол на Каролина и рекол, глеј ваму, и ги собрал браковите. Наскоро во Cineplex ке игра филмот, што ја многу искрено едва го чекам, Бетмен против Супермен, Зора на правдата. Така се. Инако не е ова постерот, дефинитивно ова не е постерот. Значи, у филмов Бетмен и Супермен ќе се тепаат. Значи, ја кога бев дете, тоа ми беше незамисливо како смееве Бетмен и Супермен да се тепаат. И се запрашав, замислете некои други вака познати пријатели што се ако се спротистават, како би се викале филмовите тие, знаете? Например, Селимова против Желчевски. Колјо го продал чифликот. Или друг филм од македонско поднебје. Скипи против Тајзи, болки од минатото. Но тука нема да зафрем нашата индустрија, имаме и други. Јанко против Саше, не ги мешај децата. Поздрав. Кои ќе бидат другите? Ќе има Гоца против Ставре до последниот кредит. Само не знам да се мисли кредит од Светска банка или кредит импулси. Светска банка. Латас против Ивона. Милион причини за крај. Читав пред некој ден кога сме кај наслови, како настанале
имињата на светскиве групи. Значи, например, U2 името го земале по познатиот авион бомбардер. Queen на Фреди Меркюри се крстени во чест на нивната кралица, нели таму во Британија. Depeche Mode значело висока мода на француски, не сум знал. И се занесов така малку, почнав да видам од каде локалниве бендови па ги добили имињата, знаете, на Балканов. И испадна дека името Риблја чорба потекнувало од тоа како изгледала кадата од како Бора чорба ќе се избањал. Но, пази, можело и пострашно да биде. Шкембе чорба можело да се вика групата, значи. Понатаму, Кукулеле потекнувало името од човечките реакции при првото слушање на нивните песни. За волја на истината, Кукулеле се наши омилени во екипата. Индекси пак биле именувани по нивните основачи, студентски пленум. И од сите овие, мислам дека моето омилено е следно. Знаете по што добиле нови фосили името, по што го добиле, знаете? Значи името го добиле по членството на Ману. Нови фосили. Дженифер Анистон, звездата од Пријатели, изјавила дека и на 40 и нешто години се чувствува комотно да се слика во бикини. Но има згодно тело, зошто да не, знаат мажите. Ама има и друга работа. Изјавила дека и на 80 и кусур години пак ќе се слика во бикини, види богати. И ние со нашата најнова технологија направивме компјутерска анимација за тоа како ќе изгледа 80 годишната Дженифер Анистон. Добро што ставила силикон, иначе во песок ќе се вања. Но за да не сме нефер, Ана, да не сме нефер, еве ќе бидеме, како се вика тоа, ќе има полова еднакво, значи, еве ќе покажеме слика и од нејзиниот бивш сопруг, значи Бред Пит, направивме и за него компјутерска анимација за тоа како ќе изгледа на 80 години. Не, Бред Пит, не. Само се шегуваме, Коце Трајановски. Инаку ова од снимањето на неговиот најнов филм кој налето ќе доживее својата премиера, се работи за ремейк на познатата серија Тропски горештини. Филмот ќе се вика Скопски горештини. Кој сака да ми помогне со една игра? Се вика Најди го дрвото. Замислете како би било кога ние ќе имаме едно 80 години. Значи тогаш технологијата кој знае каде ќе биде отидена. Значи ќе има апликација, знаете каква? Ќе има сигурно ногти да сечеш нешто на најновиот iPhone 187X плюс X Big Combo. Сечеш ногти со тачскрин, нешто така. И замисли да треба на внукот да му раскажеш приказ, не бе, стајте се во таа ситуација, замислете како би било кога ќе имаме таму 80 и кусур години, значи седиш, еве, ова е стариот Жаре, by the way, за тие што не знам. Седиш и викаш, внучко, на времето, знаеш што значеше титкање на мобилен? Те мислам, те сакам, ми фалиш. Ја гледаш баба ти, онде не, едва стои на нозе. Кога ќе титнев, цела ноќ не можеше да заспие, бе. Така прават старите ден. СМС-а кој пратев, температура креваше баба ти. Па кога ќе се јавев, дека јас повеќе паричи не имав тоа време, без пари со сите мрежи. Само да и дишам на телефон, неа солзи и тече. Абе, љубов, бе, внучко. Секој са бајле, слика на Facebook, бе, она ќе стави, јас одма лайк. Абе, прв лайк што и ставаше, јас бе, сум заспивал да компјутерот, чекајки баба ти слика да стаи за лайк да удрам, бе. Љубов, бе, внучко, ljubов. И цела вечер ќе чекам за да видам кој друг лайк ќе стави, бе. Ќе видам таму маш некој непознат лайк и турил. Одма и звонам и викам, кој ти е бе овој, бе? Што има он тебе лайкови да ти става, бе? Аби збриши го од пријатели, бе. Блокирај го, бе. Љубов, внучко. Љубов, јас купи блуза, одма пушти ја на Вибер сликата кај баба ти. Таа вели не ја купувај, јас не ја купувам.
Баба ти вика, сликај ми други блузи, јас сликам конкретен други блузи. Ми се смеа тоа продавачките, ама јас се за баба ти, љубов, внучко, љубов. Кога си легна вчера, бе? Во 10:30 ми вика, не е точно, а ја на Viber гледам Last Online 11:38. Не дека ја контролирам. Па си се зезавме, си родивме 3 деца, пари даваа за трето дете, внучко. Не дека го сакавме татко ти. Плаќате со картичките на Стопанска банка онлайн и секако рециклирате Мешевски, дами и господа. Вице-премиере. Ајде, те гледаме после. Чао, чао. Не ти се остава оваа другава работа. И Влада и ова. Што имаме сега на сценарио? Ѓоко, што следува? Телефонско јавување, да, уште да им текнеш, ја зацртам. Ало. Ало. Ало, да. Жаре? Да, Жаре. Извини, Жаре. Да, Жаре. Минатиот пат бев публика. Баш ми е мило, убаво се поминавте. Не, изгледа ги изгубив таму наочарите ки твоето биро. Слушаш? Не знам. Види, молим те. Па, не гледам ништо, извини, друже. Бараш ли? Барам. Да ти го наврам. Да? О, Да? Жаре, Да? може да искоментирам нешто за политика? Немој, молим те, немој, дај, преку глава ми е и Заев, и Груевски, и Пржино, Ма и какви сето. заја, каков? Јас за светска политика зборам ти. За светска сакам да кажам. Повелете, зашто Сакам да кажам за Ирак, за Садам, Што за Садам? да ти го засадам. Ми аплаудираат на маката. Сега ќе видиш, знаеш? Сега ќе видиш. Чекај да видиш сега. Ало? Да? Да ти го кла! Жако? Ало? Жако? Жако? Премиера? Жако, дијај си, никога. Премиер, извини, ја некои идиоти ми звонат, извини, слушај. Жако, јас сум забебаснен и изненаден од тебе. Извините, ама преска ми звонеа некои будали. Со ваков пример, пред тебе имаш млади деца, со ваков пример го кочиш нивниот напредок во држава. Исто генерации ги кочиш. Леле, извините, шо правам, не ве чув. Шо правам? Кочам. Во вод да ти мочам. Ова новите телефони, не мора ни да спуштиш. Ова. Секој сака е некај. Ало? Ало, спасе, ти ли си, бе? Жаре, спасе, жаре. Знам, бе, и ти ли ќе ме зезаш, бе? Спасе, дај, бе. Ти вака те заебават сите, што не се браниш. Ја не све да те бранам. Ајде. Значи, ја не можам тука да те бранам, ко ваму што те бранев булачани, кој те маваше Мишко, овој комашно со патлиџани, ти дека стендап правиш, па не си смешен. Бе ти знаеш ли како да се браниш кога те вреѓат? Не знам. Да ти го резнам. Ало. Ало, Жаре, нема многу време, а треба многу работа. Ти кажам, среќа што сум Стево Пендаровски и многу брзо зборувам. Стево Пендаровски, поранешен кандидат за председател и советник на сите председатели во историјата. Слушај, Жаре, те мога прекини. Од одредени извори, од одредени служби кои не се странски, дознаваме дека ти се спрема државен удар во емисијата. Молам? Во емисијата прислушкувавме одредени луѓе, Добро. одредени лица кои Добро. тврдат дека денес ти се спрема голем удар, ќе ти се јавуваат во емисијата и ќе те заебаваат. Сигурен си? Не можам да зборувам повеќе, гадам да најдам некој председател кој му имам советник. Чао, за се повеќе информации консултирајте се со вашиот матичен Стево Ирине. Малце каснат со информација.